Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Вработени во комунална хигиена од Тетово денес излегува на протест поради неисплатените придонеси за 6 месеци. Сдруженијето Месечина од Гостивар спроведува проект за подигнување на еколошката свест кај ромите. Агенцијата за вработување ги известува невработените лица дека продолжува со редовното пријавување. Вработени во комунална хигиена од Тетово денес излегува на протест поради неисплатените придонеси за 6 месеци. Со истиот проблем се соочуваат речиси 300 вработени во ЈКП Тетово. Од раководството велат причина за тоа се неплатените сметки од страна на граѓаните и бараат помош од владата. Вработените во јавното комунално предпријатие од Тетово половина година се без здравствено и пензиско осигурување. Својот револт денес преку протест го изразија 70 вработени во работната единица комунална хигиена. Се жала дека дел од нив се со хронични заболувања, па лековите мора да ги плаќаат приватно. Од раководството досега добивале само лажни ветувања. 6 месеци нема придонеси, тоа е проблемот. Вчера морам шеќераш, сум треба таблети, немам пари, ето. Ја за мене лично 2500 биде за лекој, на место 300 2500. А со срцето проблем, морам да пијам, а мора да ги земам лекоите. Нема ништа, и сигури ми плата, ништа. Џаба работимо. Со истиот проблем се соочуваат околу 280 вработени во ЈКП Тетово. Според раководството, предпријатието работи со загуба од месец март, поради неплатени сметки од страна на граѓаните, а истите не можеле присилно да ги наплатат поради мерките. Бараат помош од владата и од општината. Сумата што ние должиме за придонесите е околу 10 милиони денари, а де факто ние имаме загуба поради пандемијата околу 26 милиони денари. Значи га поради намалување што граѓаните, поради овој проблем што вирус што го имаме, значи имаме намалување на наплата на вода, џубрет и другите околу 65%. Мора да најдеме начин чаре, значи да ми излезе во сусред владата, општините и другите. Дополнително работниците од ЈКП Тетово се пожалија дека како вработени со ниски примања не добиле никаква помош од државата, како што се ваучери и други поволности. Сдруженијето Месечина од Гостивар спроведува проект за подигнување на еколошката свест кај ромите. Во негови рамки предвидено е санирање и уредување на простор со отпадни води во една ромска населба, како и раззеленување на дворови. Отворените канали каде што течат отпадни води во населбата со ромско население Дупка во Гостивар ќе бидат санирани и уредени. Активностите ќе се спроведуваат во рамки на проект за зајакнување на еколошката свест кај ромите, кој го спроведува хуманитарното здружение Месечина од Гостивар. Идејата со овој проект е да им се помогне најнапред на една од населбите која што има отворени отпадни води. Целта со овој проект е да тие отпадни води бидат ставени во цевка и превентивно да ги заштитиме населението кој што живее таму, заради тоа што секој наше одење во таа населба, гледаме како децата играат во тие отпадни води и представува сериозна опасност за заразни болести покрај пандемијата со кој што сите ние се соочуваме. Интересно е што во реализацијата на проектот и теренските активности ќе се вклучат самите граѓани кои живеат во населбата. Сдруженијето ќе им ги обезбеди потребните материјали и логистичка поддршка, а жителите ќе треба да се потрудат да ги извршат работите за уредување и покривање на каналите. Може да почнат во наредниот месец, на почетокот на наредниот месец. Ние ќе се потрудиме да го мобилизираме населението, заради тоа што она што ние сакаме да го направиме со овој проект, како да ја постигнеме целта за јакнење на свеста е да ги натераме луѓето да си помогнат на самите себе. Сакаме да ги натераме да бидат свесни дека поставувањето на цевки можат и самите да го направат, ние да им ги купиме, тие сами да направат ископи да ги постават, ние им стоиме на располагање како логистичка поддршка и како поддршка во делот на финансиите.
Освен ова, планирано е вклучување на граѓани роми во засадување на дрвца и зеленило во дворови или на јавни простори во населбите. Проектот е поддржан од Министерството за животна средина и просторно планирање со грант од 400.000 денари. Од месечина изразија незадоволство што средбата во општина Гостивар закажана за денес за презентација на проектот не се остварила и им била откажана во последен момент. Од Сдруженијето сметаат дека проектот треба да добие поддршка и од локалната самоуправа во склоп на програмите за заштита на животната средина. Зошто зад фирмата Јелак Градба стои фирма од Панама, земја за која што постојат сомнежи дека е местото каде што завршува капиталот од перење пари? Какви се парите со кои ќе се гради во Шик Јелак? Овие прашања ги постави од ВМРО ДПМНЕ во врска со проектот за изградба на стамбен и деловен простор во Тетово на местото од поранешната компанија Шик Јелак. Со пари од Панама се прави криминал. Дали Дака Заев преку панамската шема за перење пари и криминал за 2000 стана во Тетово ќе го уништи градот. Една недела откако го објавивме случајот, власта молчи. Сделката за која слушнавме пред изборите дека е средена со подкуп од 300.000 евра и 2000 квадрати простор, плюс уште 4 милиони евра откако ќе се заврши работата, власта ја заврши на само еден ден по формирањето на владата. Ова се документи на кои што може да се види дека собственик на земјиштето на Шик Јелак е всушност фирма од Панама, тоа е фирмата Адастра Корп Груп, чиј собственик е Миодраг Давидовиќ Дака, која поседува домашната фирма Јелак Градба, каде управител е исто така Дака. Се поставува прашањето, зошто зад фирмата Јелак Градба стои фирма од Панама која е офшор држава и каде постојат сомнежи дека завршува капитал од перење на пари и други казневи дела. Дали какви се парите со кои ќе се гради во Шик Јелак и уште поважно, каде ќе заврши профитот од 200 милиони евра, колку што ќе изнесува предпоставената заработка од целиот бизнис со 2000 станови и илјадници метри квадратен, деловен и стамбен простор. Дали парите заработени во Македонија од нашите граѓани ќе се изнесат назад во Панама? Дали овој проект служи за испумпување на пари? И на крај, дали парите за кои слушнавме од снимката, која ја објавија медиумите, а Дака му ги ветува на кичеец, откако ќе се заврши работата, завршиле кај Зоран Заев или друг представник од власта. Овој проект е преобемен и штетен, го оптеретува централното градско подрачје и ја затвора циркулацијата на воздухот во Тетово, кој и онака е најзагаден град во Македонија. Ова градежна џунгла во најава ќе го уништи Тетово. Мафијата, криминалот и власта во Македонија се едно исто и мора да паднат. 15 септември се одбележува како Меѓународен ден на демократијата. По тој повод председателот на државата Стево Пендаровски упати неколку пораки на граѓаните. Голем проблем во развојот на демократијата, кој е за жал веќе денес видлив и во светот и кај нас, е се помалата партиципација на граѓаните во иницијалниот чин на политичкиот процес, во изборите. Но и нивната незаинтересираност за организиран отпор против недемократското владење, кој може да се случи откако демократски ќе ги избереме нашите представници. Сакам да им порачам, особено на помладите, дека со абстинирање од избори нема да ги избегнете ефектите од лошото владење. Политиката лоша или добра, секако ќе влијае врз вашите животи. Затоа е подобро да гласате, во спротивно некој друг ќе решава и во ваше име. Меѓутоа не помалку битно е да бидете гласни и активни и помеѓу изборите. Од секојаш сум бил убеден дека сите ние, политичарите, треба да се плашиме од граѓанскиот активизам. Ние мораме да го слушаме и да го почитуваме граѓанскиот глас, кој не донел во ваква позиција, извесен временски период, да одлучуваме за другите. Затоа мојата последна, се разбира не и најмалку важна порака, до граѓаните би била: не ни дозволувајте релаксиран мандат. Тоа е единствениот пат до вистинска демократија, на која нема да чекаме со векови. Агенцијата за вработување ги известува невработените лица дека продолжува со редовното пријавување. Агенцијата за вработување ги известува сите невработени лица дека од денес продолжува со редовното пријавување на секои 30 дена за активните баратели на работа, односно на секои 6 месеца за другите лица кои бараат работа. Секое невработено лице кој има оставено контакт телефонски број, веќе е известено по SMS порака за точниот датум, кога треба да се пријави до надлежниот центар за вработување.
од причина што од 15 септември повторно е ставен во функција системот за распределување на термини за редовно пријавување, согласно законските рокови за пријавување на 30 дена, односно 6 месеци. Од агенцијата ги замолуваат сите лица кои се пријавуваа во периодот кога беше запрено редовното пријавување да го почитуваат терминот наведен во СМС пораката, кој што е системски изгенериран. Невработените лица кои немаат оставено точен контакт телефонски број и кои немаат добиено СМС порака, потребно е да се пријават во наредните 30 дена. Воедно од агенцијата напоменуваат дека при пријавувањето задолжително треба да се почитуваат препораките на Министерството за здравство за спречување на ширењето на заразата со коронавирусот, односно задолжително носење заштитни маски и одржување соодветна дистанца од другите лица. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера вечер околу 22 часот и 15 минути на улица Браќа Миладинови во Тетово полициски службеници лишиле од слобода 34, 29, 38 и 28 годишникот Тетово затоа што при нивен преглед им била пронајдена марихуана. Четворицата тетовци задржани се во полициската станица Тетово и по целосно расчистување и документирање на случајот против нив ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 21 часот и 30 минути 17 годишникот Тетовско Пршовце заедно со неговиот татко пријавиле дека околу 16 часот и 30 минути во автопералната во ова село во која работел физички бил нападнат од 3 лица, а кои истовремено нападнале и лице кое се обидело да ги раздели, при што користеле и тврди предмети и на малолетникот му нанеле тешки телесни повреди. За кратко време тројцата напаѓачи, двајца на возраст од 19 и 1 од 18 години, сите од Тетовско Теарце, се лишени од слобода и задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера исто така во 16 и 18 часот и 20 минути полициски службеници од оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода двајца 21 годишници од Гостиварско Форино поради сомнение дека извршиле кражба во ова село на опрема за земјоделска механизација. Се расчистува случајот и ќе им биде изготвен поднесок. Во рамките на вчерашните сообраќајно-контролни активности пак, спроведени на поширокото Тетовско подрачје, вкупно биле откриени и законски санкционирани 6 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит, 10 кои непрописно ги паркирале нивните возила, еден возач чие возило било со истечена регистрација и 30 на други видови прекршоци. Превентивни информативни средби ќе се одржат со угостителите од Тетовско-гостиварското подрачје од страна на службеници од СВР Тетово. Целта е да им се укаже на угостителите потребата од целосно почитување на владините одлуки кои се однесуваат на заштитата од ширењето на коронавирусот. Секторот за внатрешни работи Тетово од денеска започна со серија превентивно-информативни средби со угостителите од Тетовско-гостиварското подрачје, чиј носител е одсекот за превенција. Во рамките на овие средби со кои ќе бидат опфатени над 30 угостителски објекти, полициските службеници ќе им укажат на собствениците на потребата од доследна примена и целосно почитување на владините одлуки, кои се однесуваат на заштита од ширење на коронавирусот. Покрај ова ќе им биде нагласена и неопходноста од задолжително постапување според утврдените протоколи за работа, особено при организирање забави, прослави и други манифестации. На средбите исто така угостителите ќе бидат запознаени со законските импликации, доколку не постапуваат согласно законски предвидените стандарди и критериуми, и пред се доколку во објектите непријавено се организираат свадбени или други семејни свечености со поголем број присутни гости. Од СВР Тетово вела дека превентивните активности ќе продолжат до крајот на овој месец и нивна цел е уште еднаш да се информираат угостителите, како практично да се однесуваат и на што најмногу да обрнат внимание кога станува збор за превенцијата од COVID-19. Во просториите на Фудбалската федерација на Македонија беше извршена ждрепката за 16 финалето на Купот на Македонија. Денес во просториите на Фудбалската федерација на Македонија беше извршена ждрепката за 16 финалето од Купот на Македонија. Учество ќе земат вкупно 28 екипи кои ќе се борат за трофејот во 29-тата сезона на ова надпреварување. Од 28 екипи кои се пријавени за учество, дури 6 се од Полошкиот регион. Најзвучен противник доби екипата на Вардар од Форино, која на домашен терен ќе игра против Вардар
но од Скопје. На домашен терен ќе игра и Тетексно против Силекс од Кратово, додека Љуботен за противник исто така на домашен терен го доби Битолски Пелистер. Екипата на Ренова доби противник по мерка, со оглед на тоа што ќе му гостува на второлигашот Охрид, а составот на гостивар на домашен терен ќе се сретне со Тиквеш од Кавадарци. На останатите надпревари ќе играат Слога од Виница против Шкупи, Китгол Пехчево против Скопје, Прилепска победа Македонија Ѓорче Петров, Каменица Саса против Борец од Велес, Кичевски Влазрими против Работнички од Скопје, Велешта против Кожув од Гевгелија и Росоман со Струмичка Беласица. Поради недоволниот број на пријавени екипи во првото коло, слободни ќе бидат екипите на Шкендија, Академија, Пандев, Брегалница од Штип и Струга, кои минатата сезона обезбедија пласман во полуфиналето, но сезоната беше прекината и овие надпревари не се одиграа. Најтрофејна екипа во Купот на Македонија е Скопски Вардар со 5 трофеи, додека од тетовските екипи Тетекс и Шкендија се радувале на пехарот по 2 пати, а Ренова само еднаш. Надпреварите од 16 финалето на Купот на Македонија се закажани за идната среда, односно на 23 септември во 15 часот и 30 минути. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Останете со нашата програма. Пријатно!